Почитувани гледачи, добро дојдовте. Ново издание на Агроспектар, вашата редовна емисија која што ве информира и едуцира за квалитетно земјоделско производство. И во ова издание на Агроспектар ќе се осврнеме на темите кои што се актуелни во овој период. Ке ставиме значење и акцент на состојбата со времето, хидролошката состојба, што е во моментов актуелно во земјоделското производство. Ке се осврнеме на тоа колков е интересот за подигање на нови лозови насади, овошни насади и секако новини од фитофармацијата. Бидете и со ова ново издание на Агроспектар. Со нас е професор доктор Ристо Вучков. Професоре, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Полека се наближуваме до почетокот на зимата, меѓутоа се уште некако амбиентот не е карактеристичен за овој период од годината. Имаме драстични промени на времето, во само еден ден имаме долг сончев период, па имаме опаѓање на температурата, врнежи од дожд, понекаде и снег. Како ваквото време се одразува во овој период и каква е хидроложката состојба? Дали овие врнежи кои што ги имавме последниве денови ја подобруваат лошата состојба? Точно е тоа што рековте. Влегуваме во оној последен период, 10 на 12 дена до календарскиот почеток на зимата и периодот со најкраток ден во годината. Денот е само околу 9 часа и 10 минути, значи до 22 декември ние ќе имаме 10 часа и 5 минути. Денот ќе трае само толку, да после тоа веќе ќе имаме на почеток на зголемување. И последните 10 на дена, или по-конкретно неделата која помина, нас не предупреди, бидејќи минатата недела рековме дека ќе имаме врнежи, нас не предупреди таа постапка дека сепак зимата доаѓа. Бидејќи она нас не радува да на медиумите гледаме шапка има 30-35 сантима снег. Охрид заврнало преку 70-80 литри по метар квадратен дожд. Сега ние сме малку тука хендикепирани, тој југоисточниот дел, каде што Демир Капија и Гевгелијско е 1-2 литра по метар квадратен, тоа не е равно на ништо. Точно на ништо. Но доволно предупредување, бидејќи долгорочната прогноза нас не храбри, дека тоа предупредување дека во периодот кој е пред нас, а и го имаме декември и јануари, верувам дека ќе имаме врнежи од дожд, па и снег, посебно за житата, кој ќе биде фантастично, за да се подобри состојбата која е на вистина во овој момент и по овие врнежи хидролошката состојба е уште во на лоша состојба, бидејќи акумулациите се на вистина околу техничкиот минимум. А каде треба да бидат во нормала, тоа сите го знаеме. Тоа тогаш и самите земјоделски производители се охрабруваат да кажат за наредната година добро е што ќе имаме вода. Иначе тоа што беше и што е сега со акумулациите, ако ги погледнете, да направите една таква ревизија, ќе видите и сами дека е отчајувачка состојбата и не случајно јас во тој концепт на емисиите веќе во периодот кој следуваше, ако така беше, ќе имавме одредени наши сугестии кон секој граѓанин која следе нашата емисија, како рационално да ја користи водата. Бидејќи она е насочна потреба за остојбата и на растителниот и на животинскиот свет. Ние ја немаме општата култура за да ја поштедиме водата или да ја користиме така како што треба. И тогаш кога треба. Да. Без оглед на тоа во кои количини ја имаме. Значи, да не недостатокот нас
не предупредува дека треба да бидеме обзирни или градоначалникот на Скопје поради недостатоци на вода, тие населби нема да имаат од толку до толку часот вода. Тоа е веќе се враќаме 2 века назад. Одат кон тоа. Што вели долгорочната прогноза? Можеме ли оваа зима да очекуваме врнежи од снег кои што секогаш за земјоделството значат многу? Да. Тоа го реков и минатата недела и сега ќе го кажам. Долгорочната прогноза мене ме храбри, бидејќи се очекуваат добри врнежи, само во светски размери ние имаме едно тектонско пореметување и изненадни појави на промени на времето. Еве, јас минатата недела имам во Далмација мои луѓе со кои контактирав. За само сат и пол Сплит, Дубровник беа поплавени, улиците скоро метар вода по улиците. И направи големи штети. Тие локални облаци кои се јавуваат, тие не се корисни. Најкорисен е оној дожд тих кој влезе директно во водата, го засити волскиот воден капацитет, а сето остаток со наша една умешност и добра култура на одржување на одводната мрежа, остатокот од вода да дојде во акумулациите кои ги имаме. Тоа мора да ни биде како лекција во догледно време, бидејќи мене ме разочарува фактот што експерти во светски размери предупредуваат уште од сега да секоја година ќе имаме видно намалување на количината на врнежи од дожд. Ќе имаме помали количини на вода во производните реони. Нас не смее да не храбри она што на Антарктикот солената вода ќе се поради зголемена температура ќе се стопи и ќе го зголеми нивото на на морето. Тоа е солена вода и тоа има сасема друга природа. Но она квалитетна вода која од врнежите се собира, па се доработува, таа треба грижливо да ја чуваме, да стекнеме навика, да ја одржуваме и да ја користиме кога имаме потреба од тоа. А тоа нешто морам да кажам дека засега таквата култура, не само кај нас, воопшто на Балканот, не постои. Постои во Израел, каде што воопште капка вода нема и секоја капка вода која се даде на тој песок таму, преку системот капка по капка, тие добиваат светски приноси од домати, од краставици, од други култури. Тоа е феноменално нешто. Да, меѓутоа домакинскиот пристапот во користењето на природните ресурси. Таму смешно делува, чак кога во една прилика бев, да видиш човек како со кофа со вода ја истура така на улица, во непознат правец. Тој ќе добие прекор или осуда или во одредени реони производни и казна. Затоа што таа вода е наменета да даде некакво производство. Каква е состојбата во аграрот? Што е актуелно оваа недела? На што се насочени производителите? Ова недела, сега уште сме во тоа сондирање на резултатите во тоа отпорно производство. Пример, лозарите сондираат резултати, голем дел разочарани луѓе велат не произведувам повеќе, бидејќи разочаран од винарските визби. Голем дел од нив си вареа дома ракија, па ракијата ја продаваат по некакви линии. Трети, сега се развива една компонента за производство од грозјето на маџун и други производи. Тоа се е добро. Но, тука, јас како стручњак од страна, тоа го чувствувам како стихија, тоа го чувствувам како
мака на производителот како да тој го верифицира вложениот свој труд да го ефектуира во одреден производ. А не да има, еве сега, за мажунот, морам да кажам, во светски размери квалитетно произведениот мажун, тоа е лек за душата и многу корисен за организмот, за одражување на било какви инфективни процеси. Со правилното правење, а во Кавадарци има такви фамилии кои Што произведуваат традиционално, да. Традиционално. И тоа по правиот принцип, не со камуфлажи. Бидејќи тука односот е чак и 5:1, се соберена е шекерноста, соберени се тие антоцијани, соберени се сите хранливи творби, каде што мажунот представува еден специјалитет кој во догледно време јас имам убедување со овие пристапните фондови во Европската Унија, гарантирам дека тука наместо Дрекслер Мајер да ангажира 6000 луѓе таму да произведат кабли или кондензатори, да имаме голема фабрика за светски потреби на маџун. Зашто? Затоа што Кавадарецкиот регион, комплетниот тука со 20.000 хектари, е од Господ даден регион кај се треба грозјето кое се произведува само да се вгради стручноста, да не се прска без веза, да не се фрла ѓубришта без веза, можеме да добиеме толку квалитетен производ и за доработка на вина, кој веќе го имаме, бидејќи со месеци ние веќе добиваме епитети од светски енолози дека најквалитетна сировина за производство на вино и производи од грозјето е Кавадарци. Не гледам маџунот зашто да не биде тоа. Не гледам другите производи, ракијата и така натаму. И оживотворување на тој регион кој гледам лозарските фамилии како се претепани буквално со години, имаат или за зимање пари, или кога дојде таму да се откупува грозјето, или не се откупува, или варат дома ракија по цели вечери, по цели денови, па барат начин да ја продат. Значи тоа е неорганизираност. А ние имаме и Министерство за економија, ние имаме и Министерство за земјоделие, имаме 5 стопански комори кои може да кажат тој производ, бидејќи тука ќе се вгради науката, факултетите ќе одиграат улогата на квалитативен аспект. Од Европската заедница не сака секакво квалитет. Ќе направиме такво нешто, тоа што Европа ќе го посакува. И со тој производ ние ќе ги брендираме нашите производи, не само тука говорам за виновата лоза. Да, меѓутоа секој регион во државата има свој производство. Пиперката во Струмичко што се произведува, јас имав анализи правено во Словенија, дека поквалитетна конзистенција на месо не може да се створи. Од доматата исто. И да се вратам сега на Кавадарци. Картошијата. Значи, беше ударна сорта тука и најдоминантна. И она успеа да биде клизната од Вранецот, увозен, дали од Велика Дренова, со се фомопсис, со се болести. Картошијата е високо квалитетна лоза, која со стручен пристап и квалитетно калеме добива најдобра сировина за добивање на производи од грозјето. Дали вино, дали ракија, дали маџун или така натаму. И картошијата, гледам сега, имам мои клиенти кои упорно ја чуват картошијата, па вика професор ова година не ми се оплоди. Оти он има еден мал хендикеп со оплодувањето и временски услови се, но тука постојат добри можности во тој период да се со интервенција да гроздот биде точно за гајба
во кое ќе го ставиме и како десертна сорта. Бидејќи правата картошија со крупно зрно, со шекерноста што ја прави и со оној прав шмек при јадењето, картошијата е неверојатна сорта. Стариот афус али онај јурмаст и така на. Кавадарци има лепеза што во светски, не европски размери, во светски размери може да биде прв. И наместо тоа, ние Дрекслермајер, како се вика фабриката? Да, сите индустријски капацитети. Сите индустријски капацитети, не баре ние ќе разбиваме индустрија во место каде што Господ дал и сончеви денови, дал и типна почва, дал и трудолюбив земјоделски производители. Вие мора да знаете дека Кавадарци има трудолюбиви земјоделски производители, есна фамилии што традиционално одгледуваат се. Го немаме повеќе, се губи, се намалува. Кога е тоа разрушено, тој на децата им вика: бегајте, немојте мојата мака да ја јадете. Токму тука и наредното прашање. Има ли, професоре, интерес за подигање на нови насади? Дали се тоа лозови, овошни? И на што треба да внимаваат се оние помалку бројни луѓе кои што сакаат да подигнат нови насади? Повеќе години се занимавам точно со саден материјал. Чак и 10 години бев фитопатолог на граничен премин, каде што увозот на саден материјал мора да биде под стриктна контрола. Со сертификат здравствен, сортен и со сите нишани. И сега, ние како Република Македонија по осамостојувањето, јас очекував, тоа Киро Григоров го рече, во Штип, Македонија со тоа што го има лозарството, може да биде доминантна во пошироко. И требаше такви клетки, производство на лозови калеми. Во кое село, дали ќе е тоа Пепелище, дали ќе е тоа било кое село кое најмногу одговара, има вода, има типна почва, има се. И второ, саден материјал од праска, од јаболка, круша и така натаму. Тоа беше по осамостојувањето една главна, тогаш мислам дека за тие 4 години Паракеов ќе си го носи на душа тоа, каде што имаше еден апел од Европската заедница дека Македонија е пријатно, подобно место за одгледување на саден материјал за цела Европа. Мало парче земја, може карантинските мерки да се овде контролираат и за сите земји што треба да се извезува квалитетен саден материјал. Наместо тоа се случи ние од осамостојувањето, па и пред осамостојувањето, од Велика Дренова, од Србија, од другите земји, увезувавме, од Грција, од Бугарија увезувавме саден материјал. И лозов, и овошен. И тамошните аномалии и недостатоци, одредени калеми дојдоа со фомопсис. Јас во тоа време бев млад агроном, гледам на спојното место чист фомопсис, веќе всаден. Одредени садни материјали со од праската, исто така со голем број на болести. А институциите тогаш, кога беше Југославија, беа функционални и имаше стриктна контрола што се увезува, како се увезува, кого се увезува и така. И кога се осамостои Македонија, ние буквално увезуваме материјали со непознато потекло. Од сите страни. И сега сите се чудат зошто еве сега за оревот. Најновото ова недела ми се случи. 50% од оној турскиот орев на човекот вика се разви, вика, кога почне треба да, кога токму треба да почне да раѓа, тој
се исуши, вика, едната гранка и другата гранка. Значи се јави касен инкомпатибилитет, бидејќи ова медитеранска сорта во наши услови, сега тоа ќе се препознае за неколку, за 1-2 години. Дека тука тој не може да екзистира поради екстремните температури кои се јавуваат во раните месеци. Таа е мека сорта, која сака медитеранско влијание. И тука се случува тоа да тој орав кој е вложено во него, а не е ни малку ефтин, сите очекуваа бидејќи многу побрзо раѓал, за разлика од стандардните сорти кои ги имавме, многу подобри и крупни, после 5-та година 6-та раѓа, а тај после 4-та раѓаше. Чендлеров. И сега се случува да заеднички го видиме, бидејќи нашите емисии го следат тоа. Јас некни бев на 2-3 насади, каде што половиното дрвце е увенато и ова пролет сега, другата половина ќе увене. Сака да знае што да крои. И јас му велам, тоа што е сувото ќе го отстраниш, али тоа што е сега на видум живо, тоа е веќе инфицирано. Така да, тука има многу работи што се, како да кажем, што затајува стручноста, што затајуват практичните видувања и науката која е недевалвирана, буквално уништена, кога пред недела дена слушнав дека последните 10 години за науката не е одделувано ниту еден денар за развојни проекти на истражување. И сите тие работи сега ние гледам играме политиканство, што не сакам да дискутирам и во ова наша емисија, не сакам да слушам за политиканство. Меѓутоа тоа понира и доаѓа да се питаме, има ли луѓе што ќе сватат дека било кое министерско место треба да припадне без разлика на националност и на партија на човек кој е духовно способен македонец, креативен, кој ќе изгради стратегија за следните 10 години, да биде запамтен дека е створил за земјоделието нешто. Има ли од мајка роден човек што ќе го спои тој земјоделски производител во едно големо здружение, ќе му ги обезбеди условите, не ексцесно и политички, него неопходно за површините што ги има, и тука со апликативниот дел од науката и стручните лица што ги имаме, што се демотивирани, бидејќи над нив владее политиката. И да имаме подобри денови за државата. И јас сега кога во овие наши емисии често зборам, голем дел од луѓето викат, професоре, тие кажа вистината. Што после тоа? Кога јас кажам, како стручник што сум 40 години бил во аграрот, дека стожерот на оваа парча земја е аграрот. Ние со друго не можеме да продифилираме. Знаеме кои се производните региони. Здружување на народот во тие региони, да не ни избега целосно, бидејќи младите голем процент го имат напуштено и работна рака нема. Здружување, давање на мотив, сега Европската заедница ќе има доблес да даде за Македонија, за нејзиниот развој, посебно за аграрот, знамо ти има и те како добри можности, и да ние тргнеме кон производ што ќе го сака европскиот пазар. И тогаш ќе го надминеме многу држави, бидејќи имаме трудолюбив земјоделски производител. Имаме 274 дена светлосни, имаме и сите услови за производство се исполнети апсолутно. Јас сега ова недела на тоа, ама точно никој не размислува. Еве, размислува сега за градење на табли. Сонце имаме само ради тоа таблите да акумулираат струја и да ни продаваат струја. Тоа сонце оди во земјата. Ствара нов производ. Новиот физички обем на производство
ствара јачина на државата. Ако ние имаме храна доволно, по можности и еколошка, и ја пласираме на европскиот пазар, нас Европа ќе не сака како творци на добра храна. И кога ќе се изменаат многу навики кои што ги имаат нашите земјоделци на Промена на навиките во секој случај. Не може да камуфлира он мора да знае дека треба да произведе првокласен производ кој ќе одговара за нормална исхрана на личноста. И сега наместо тоа да го имаме, ние имаме препирања и гледам дека е тоа земјоделието посебно ме загрижува, е занемарено и сега делят пак по некои клучеви министерства, земјоделието него ни бројат како последно таму, некој заменик дали ќе дошол од БС или до алтернатива, заменик министер на земјоделие дали ќе дошол таму. Не да се каже аграрот е точно се што имаме. За жал не е така. Тоа за жал, не го препознават луѓето. И јас не им замерам. Сега во власта се влезени луѓе што за земјоделието, ама 2% не размислуваат. Еден Пендаровски да имаше идејата на Киро Глигоров, како председател може да тропне, да каже чекајте, храната е основна екзистенција за државата. Како реченица да ја каже како председател и таму министерствата, советниците ќе кажат да. Да, свртени сме кон индустријата и бизнис на друго поле. А тука предлагам да погледнеме прилогот кој што говори за новини од фитофармацијата. Во овие наши емисии секогаш се трудиме да градиме нешто ново, кое е навистина интересантно и импозантно би рекол за тоа земјоделско производство. И добра работа е што тие новини од фитофармацијата се точно во една насока на една заштита на човековото здравје. Сите средства на основ на органски принципи, органски активни материи и така натаму, секогаш мора да ги поздравиме како новост на фитофармацијата во позитивна насока за детоксификацијата во земјоделското производство. Што за жал уште од тие канџи не можеме лесно да се ослободиме, бидејќи фитофармацијата во поранешните времења точно одеше со тие активни материи кои се токсични, а покасно се утврдува дека имаат и штетно делување по здравјето кај луѓето, појавувајќи се на некој голем процент на канцерозни оболувања и други штетни делувања по здравјето кај луѓето и загрозување на животната средина. Денес ќе кажеме нешто повеќе за една навистина голема новост. Тоа е фитосеј. Тоа е навистина новост со една позитивна импресија сакаме да ја образложиме точно за овој период кога асталските сорти се веќе пред берба, каде што на каренцата мора да се размислува, каде што ботритисот при зголемување на шекерноста кај виновата лоза и кај другите култури, при зрење на доматите и така натаму, ботритисот може да биде и како секундарен патоген, голема опасност по самото производство. Фитосејфот, како новост, мора да кажем уште на самиот почеток, како новост по чисти органски принципи, бидејќи нема тука никаква негативна хемија, која може да биде проблем при бербата на грозето, дека има резидуи од некои пестициди, од незапазување на каренцата. Значи, фитосејфот представува еден фантастичен контролор
на сивото гниење од Ретицинереа и на пепелницата од фамилијата на унцинулата. Што всушност сакаме да кажеме со оваа новост, како да ја презентираме, како да ја на еден начин уедноставиме, да биде разбирлива за Лозарот, па и за дел од стручњаците, колегите агрономи, кои на теренот итекако бараат такво нешто. Фактички фитосейфот и производот добиен, тоа представува една молекула точно за една природна одбрана на растенијата против болестите, како што се сивото гниење и пепелницата, значи го активира и стимулира одбранбениот систем, тој имунолошки систем на растенијето. Тоа е една важна работа, што еве тука фитофармацевтите со физиолозите има дојдено до нас суштина да се активира и да се стимулира тој одбранбен имунолошки дел на растенијето. Односно активирање на гените одговорни за зајакнување на клеточниот зид, каде што патогените, како што се пепелницата и ботритисот, не можат да остварат инфекција. Благодарение на зајакнетиот одбранбен, односно имунолошки дел од растенијата. Тоа е еден пронајдок. Фактички со неговото аплицирање, тој на еден начин минимизира и забавува она суштинска инфективна агресија која ја прави ботритисот како секундарен патоген и пепелницата. Тие со нејзиното синхронизирано делување, бидејќи тука ботритисот доаѓа на гости кај пепелницата. Пепелницата таа која со инфективниот процес ја некротизира она епидермална зона на љушпата на самото зрно и така некротизирана при порастот на меристемските клетки од самиот на самото зрно доаѓа до пукање, бидејќи тие инфективни клетки немаат моќ ја имаат изгубено меристемската моќ на делба и тука веќе доаѓа до пукање на зрното. И како такво нешто доаѓа ботритисот и почнува тој процес. Тука е она суштина на фитосейфот, каде што сето тоа тој го оневозможува и тука имаме навистина оне ефект, бидејќи со едно стимулативно тестување со фитосейфот се постигнува ефект кој ја зголемува силата на самата епидермална зона на зрното. Она имунолошка основна одбранбена акција која е точно фитосейфот обусловува и тука се постигнува навистина фантастичен резултат. Фитосейфот. Ние сега кога збориме за лозарите во Кавадаречко, Неготинскиот, Велешкиот регион, Свети Николскиот и така натаму. Во тој период прскани, каде што имаме градобитни овие зони, фитосейфот со тоа стимулирачко делување, со таа една одбранбена имунолошка јачина која дава, настануваат оние брзи рехабилитации на растенијето. Ние минатата недела зборавме за биостимулаторите и за се. Но тука, навистина, фитосейфот постигнува фантастични резултати токму во тој период. И кога збориме за виновата лоза, мора да кажеме дека онаа пукање на доматите што се случува, други деформации кај други култури, дали тоа било кај
доматите, кај пиперките, кај модриот патлиџан, кај дините, кај краставиците, лубеницата, кај корнишоните. Сето тоа на вистина со фитосеитот се постигнува фантастичен резултат со доза применета со само 2,5 до 3 литри по хектар. Се постига еден фантастичен резултат. Сега, тука, во овој период на пораст, трансформација на киселините во шекери, во периодот на зрење и предзрење, тука може слободно, бидејќи е компатибилен со сите средства. Тој може да се примени во секој од прскањата и 7 до 10 дена во тој период од почетокот на зрење до бербата може слободно да го даде оној фантастичен ефект кој се од него и очекува. Што е значајно да спомнеме за фитосеифот како една навистина голема новост која дава една неверојатна позитивна насока кон земјоделското производство по однос на квалитативниот аспект и, што е најважно, квантитативниот големен принос, квалитетно производство и без резидуи, бидејќи се работи за органско производство. Што ќе кажеме за фитосеифот? Во европските сите тие стопанства кои произведуваат храна, фитосеифот си го наоѓа решението и во интегралното, и во органското производство. Што е многу важно. Бидејќи во органско производство, кога дојдеше појава на пепелницата, зборевме дека сумпурот е дозволен према органски принципи, недозволен и така натаму. Тука се работи за една молекула која навистина делува. Значи, тоа е новината која делува на имунолошкиот дел на растението, ја јача она епидермалност, она отпорност и тука нема можност пепелницата и ботритисот да го извршат тоа што сега во овој период при врнежиот ош посебно го прават, а тоа е уништување на родот кој е само за можда 5 или 10 дена пред берба. Доколку имаме такви врнежи од ош нестабилно време кое го имаме оваа година, може слободно да кажеме дека губитокот може да биде голем, а фитосеифот тука може да постигне навистина добри резултати. Што е друго значање? Сега, пламеницата, гимноспорангиумот, кај крушката, или пламеницата кај доматите, фитофтората, или било која друга, кај краставиците и така натаму. Тој значајно е, и тоа заслужува респект и почит, и подцртување со црвено, дека е компатибилен со сите средства за заштита на растенијата. И во секое време, со добро одбор на средството, со квалитетно мешање и квалитетна апликација, фитосеифот се уклапа во тој цел програм на заштита, постигнувајќи го оној суштински имунолошки дел на секој растителен вид. Дали е тоа во штарството, дали е тоа во лозарството, дали е тоа во градинарството или цвекарството чак би рекли. Бидејќи ботритисот знае во цвеќето да направи таков ршум или пепелницата, каде што може да направи голема штета, доколку не се преземаат мерки. А тука фитосеифот навистина може да се итекако примени и да го даде оној суштински дел. Не сакам да ги замарам, воопшто да ве замарам, бидејќи овие прилози ги правиме на еден едноставен, сватлив и прифатлив начин. Ако почнеме да збориме како внатрешните шекери, протеините или другите сахаридни форми компатибилно делуваат, како делуваат на ојачување на тој дел на епидермалниот дел, тука тој замор нема да ви го дадеме, бидејќи таа висока стручност која е внатре вградена не е ни толку значајна отколку тоа што упатството
и оние глобални работи кои ги даваме се и те како важни за секој кој сака да го примене ова средство. Значи, со еден збор се работи за чист 100% природен продукт. Тоа е новоста. Второ, значи 100% природен чине, нема никаква каренца, буквално кажано ден-два, дали ќе се бере грозјето, дали доматите или така натаму, тука воопшто не делува да каже некој стоп, не смееш да прскаш со било кое средство, бидејќи каренцата е важна работа. Тука, бидејќи нема никакви токсични творби, тука слободно може фитосейфот да се користи. Уште поважно, 100% безбеден препарат, кој може да се примени и пременувачот, апликаторот, производителот кој во пластениците го минува денот. Фитосейфот нема никакви штетни последици по здравјето кај луѓето, а уште помалку со апликативниот доз, за кој рековме дека е органско, дека е воопшто без опасност за здравјето кај луѓето или растенијата. И дозата, ако е нешто зголемена, тука никогаш не се појавува некакви фитотоксични ефекти. Бидејќи некој инсектицид, ако го примениме во некоја поголема доза или концентрација, може да се случи да ние имаме хаварија, ништење, изгорување на масата. Или пак, побратно, ако не се стави дозата, пак да нема резултати. Фитосейфот со тој одмер на средство, што го рековме, значи ги дава оние точно прави резултати. И во тој период на презрење, за добивање на еден квалитативен целосен опфат, на 7 до 10 дена, последниот месец, третирањето во другите третмани, ако се стави фитосейфот, може само да имаме една добивка по однос на квалитативен имунолошко зрно или производ од градинарска, овоштарска или лозарска култура. Сега, што е многу важно за фитосейфот? Имаме нестабилни временски услови. Тој за само неколку часа по апликацијата, знаеме дека голем дел од препаратите, штом заврна дожд, праксата во заштитата, ние збориме најмалку 46 часа или 48 часа треба да поминаат да се тоа средство, било кој фунгицид или инсектицид, поприма, па да се постигне резултатот. Ако има врнежи од дожд, има лесни испирања и така натаму. Фитосейфот има карактеристика со доброто мешање, точниот одмер нормално, со апликацијата. Ние имаме на вистина за само неколку часа целосен влез на средството во самата физиолошка функција на растението, во самиот метаболизам, каде што тоа е веќе попримано и врнежите од дожд воопшто не делуваат на негово испирање или некакви економски издатоци, а дождот го однесол. Тоа што се случува кај многу лозари што мислат дека прскале, оно заврнало дожд, дождот направило испирање на средството, тој прскал и после тоа гледа дека има пламеница, дека има ред други болести, средството е криво и така натаму. Не, временските прилики и неприлики се такви што врнежите од дожд се навистина во еден необичен размер оваа година и градобитноста, што ите како допринесува за таквата состојба. И важното нешто, за оние реони каде што е имало град, со секоја од комбинациите употреба на фитосейфот, ите како обусловува брза функционална зараснетост
на клеточните повреди кои се, на сите оние трауми кои ги има доживеено растението и враќање на тој прав имунолошки дел на растението, што значи дека тој препарат го фактички рехабилитира растението и не дозволува инфективни процеси, што примерно сега при тие повреди од град, кај одредени асалски сорти, чим шекерноста се зголеми, тука имаме и голема можност за појава на ботритисот. Затоа што тој бара влезна врата. А фитосейфот и неговата примена тука го обослабуваат имунолошкиот дел на самото здорово, на самото растение, да тоа ојача и да тоа за кратко време се рехабилитира и ние да имаме навистина еден добар резултат од употребата на оваа средство. Друго значајно кое мора да го спомнеме за овој период, бидејќи сме во една навистина специфична состојба во земјоделието, каде што имаме нестабилно време, каде што имаме утрински 34 температура, да поручате имаме наоблачување, врнежи од дожд, врнежи од град. Значи, со примената и на другите средства за заштита, бидејќи абсурдно би било да кажеме дека пример сега за гроздовите молци за третата генерација мора да се внимава во овој период. Фитосейфот обусловува на еден начин една фантастична компатибилност со инсектицидите, со било кој друг фунгицид, бидејќи сега за еската има некои нови моменти што треба да се оди со некои компоненти, фунгицидни компоненти, тука фитосейфот не представува баш никаков проблем, бидејќи неговиот начин на делување си има своја специфика. Ние го него аплицираме, тој не влегува во некој друг механизам на делување, туку тој индивидуално се вклучува во физиологијата, во метаболизмот на растението и тука го постигнува својот ефект. Затоа нашата препорака е секогаш онаа суштинска, бидејќи произлегува од теренот, фитосейфот во догледно време ќе биде средство кое секој ќе го посака да го применува и да види резултатите од него. Зошто? Затоа што тоа ќе обуслови оној зад на времето кој го имаме, кој ствара услови на болест. Фитосейфот обусловува појачување на биолошкиот, односно имунолошкиот дел на секој растителен вид, да нема напад од таквите болести, кои за жал од година на година се поприсутни поради нестабилното време. Затоа нашата препорака ќе биде фитосейфот да секој производител го види, го проба и од тоа ќе види кои резултати ќе ги има со една стручна и права примена. А доколку има некоја нејаснотија или сака некој да му го опишеме целиот механизам на делување, тоа несебично, без никаква надокнада ќе го направиме за секој земјоделски производител кој сака да применува препарати кои не се токсични, а кои делуваат високо позитивно за секоја одгледувана култура. Го погледнавме прилогот, се враќаме назад во студиото. Професор еве сосема за крај на емисијата, порака од вас до гледачите. Ние и во претходните емисии
Дадовме неколку биостимулатори, неколку такви средства, каде што ја поздравувам иницијативата на фармациските куќи за производство на хемиски средства кои немаат токсичност или имаат некоја минимална токсичност. Ваков е случајот и со ваксиплантот, кој е навистина средство кое тек ќе дојде во права форма на користење во земјоделското производство. Зошто го зборам тоа и одговорно тврдам? Затоа што како стручњак, тоа средство произведено од екстракт, од морска трева, кој нема никаква токсичност, со примената тој препарат го побудува имунолошкиот систем кај растението да не дојде до инфективен процес и растението да не страда. И второ, делувајќи како и бактерицид и фунгицид, тој делува лечливо во самото растение. Значи примената е мощна, значајна и Значајна и со големи параметри. Сега, најзначајното, бидејќи голем дел од земјоделските производители, јас често зборам, мислат дека многу знаат, го употребат нестручно препаратот и велат од тај препарат не видов резултати. Затоа, наша препорака е, убаво, има и упутство, да се прочита упатството, а јас во лабораториски услови го образложив во детали, чак и механизмот на делување, како тој и кога да се примени. И доколку некој од производителите не го разбрал, слободно може да се јави, без никаква надокнада, тој ќе добие права инструкција како да има квалитетно производство, економски оправдано производство, производство кое ќе одговара за одгледување на секој од културите кои ги има. А сето тоа е всушност големата работа што ја прави КТВ по однос на едукативниот дел на земјоделските производители. Оти морам да кажам дека јас имам голем дел на слушатели тука што ми се јавуваат и обемот што го фаќа. Чак од Кумановско ми се јавува човек, од Свети Николско ми се јавува човек, од Неготинско, од Велешко тука, од значи од Виничани и така натаму. Значи со еден збор КТВ телевизија со својот регионален карактер дава едукативен дел на земјоделските производители. Тоа треба само да се следи, што не е јасно да се пита и чак вие како уредник и како директор едноставно може чак и одредена тема што не е јасна да ја посакат, јас да ја уедноставам, да ја презентирам, а сето да биде заедничко добивање на добар принос и квалитет, нетоксифицирано производство за консуматорот и економски оправдано за самиот производител. Благодарам, професор. Благодарам, Иван. На крај сме од Агроспектар, почитувани гледачи, и ви благодарам за времето и вниманието. Имајте секој добро со нашата програма.